Ladies and gentlemen, Дами и господа, дозволете ми јас да се заблагодарам на организаторите. Вистинско задоволство е да сум тука, особено што имам можност да зборувам по моите колеги. Хрватска, која ги затвори преговорите пред неколку години по времето кога Унгарија беше председаваше со Европската унија, јас бев дел од тимот. И се разбира со Словенија, која што во 2004 година се приклучи во Европската унија. На 21 јуни премиерите од Вишеград се сретна во Будимпешта заедно со премиерите од Македонија и Грција и им честитавме минатата недела за постигнатиот договор и мило ни беше што Унгарија беше дел од тој процес. И повторно се надеваме дека ќе имаме позитивна одлука и од страна на НАТО наредната година. Сакам да зборувам за две работи. Унгарското искуство, кое што не е многу скорешно, а второто е главните промени кои што ве очекуваат, а за двете теми зборува веќе за ова последна тема зборува моите двајца колеги. Унгарија подпиша договор со Европската заедница во 94-та година, започнавме со преговорите во 98-та, започнавме од се приклучивме во 2002 година, значи сваќате овој процес се станува се подолг и подолг за Финска. Целиот процес од почнување на процесот до реалните преговори траја само една година, а целиот процес траеше 3 години, значи сите земји се наоѓаат во различна позиција. Во 2000 година имавме референдум за приклучување кон Европската унија, каде што огромен процент од населението беше за СНС. Мислам дека во последните 15 или 14 години можеме да кажеме дека овој процес беше вистински успех. Економската конвергенција е многу позитивна. Унгарија постигна околу 67% од европскиот просек на БДП и сега во голем дел дури го надминува просекот во ЕУ. Во 2008-2009 година и ние бевме погодени од економската криза, меѓутоа сепак сметам дека целиот овој процес придонесе за голем економски успех. Европскиот барометар покажува дека 61% од унгарците веруваат дека е добро што се дел од Европската унија, а 18% сметаат дека тоа не е позитивно. И тоа е во ред ако ги споредите состојбите со другите земји членки на ЕУ, особено и новите земји членки, меѓутоа можеби тие не се најрелевантниот пример. Во 2004 година, кога се приклучивме, имаше големи дискусии. Меѓутоа, генералниот заклучок е дека овој процес не го отежна носењето на одлуките. Во последните неколку години се чинеше дека имаме различни прашања помеѓу истокот и западот, меѓутоа сепак Европа беше способна да донесе големи одлуки и тоа не се работеше за поделба меѓу истокот и западот, туку се работеше за многу побитни, посложени промени и различни ставови меѓу земјите членки. Исто така ако ги погледнете и постапките за прекршување на законите, кога Европската комисија ги започнува тие постапки против земјите членки, сите земји пред 2004 година имаат некако споредливи резултати. Нема голем застој. Мислам дека најбитно тука е слободното движење на работниците. Многу земји кои што се приклучија заедно со нас, но и после нас, има драстични промени, каде што голем број на добро образовани млади лица замина од нивните земји. Сметам дека вие треба тука дури подобро од нас да се подготвите, затоа што тоа се можностите кои што ги нуди слободното движење на лица и на
и треба да се преземат мерки за да се справите со овој потенцијален проблем, но секако го имате тука искуството од Унгарија и другите земји членки на ЕУ. Втората тема што сакам да ја адресирам, откако се приклучивме во 2004 година, имаше многу различна политичка клима, тука беше падот на Берлинскиот зид, политичката клима значи беше навистина различна, меѓутоа Унгарија исто така требаше да ги реши проблемите во добрососедските односи. Еден од условите за пристапување беше се подписат договори за партнерство со соседните земји, што во нашиот случај исто така беше проблематично, затоа што веројатно вие знаете дека има многу заедници во Унгарија, различни заедници. Меѓутоа тоа беше услов што моравме да го исполниме. Ако ги погледнете другите земји, например балтичките земји, повторно имаат разлики со русите кои што живеат во нивните земји, треба да ги решат сите проблеми кои што ги имаат внатре пред да се приклучат кон Европската унија. Мислам дека многу работи беа веќе споменати. Во последните 14 години имаше исто така многу проблеми. За Хрватска имавме дополнителните поглавја, но исто така и почетните и завршните одредници. Беа развиени нови поглавја 23-24, кои што треба да се отворат како први, а треба да се затворат последни во процесот на преговарање. Тие се воведните одредници. И доколку Европската комисија или земјите членки видат дека има заостанување во спроведувањето на овие две поглавја, тогаш тие може да ги блокираат и другите поглавја кои што се преговараат. Не знам дали е статистика во однос на животната средина и заштитата на животната средина, доколку земјите членки утврдат дека има некаков проблем во областите на владење на правото, основните права и така натаму, тогаш тие може да решат да донесат одлука да го блокираат целиот процес и тоа е нешто што треба да се земе предвид како новитет. Има поголема фокусираност на овој политички аспекти, владењето на правото и така натаму, што не значи дека другите поглавја се помалку важни. Кога ние преговаравме, најважните поглавја за нас беа земјоделството, регионалната политика, како економијата ќе може да ги апсорбира парите и да не генерира загуби, кога ќе се отвори конкуренцијата од европскиот пазар. Исто така требаше да се фокусираме многу на овие прашања, значи не само на 23-24, на овие поглавја, туку и на овие економски поглавја. Целата земја треба да се подготви за денот кога ќе стане земја членка на Европската унија, дека ќе има многу посилна конкуренција, но исто така ќе добиваат и многу средства од Европската унија, што вреди да се спомена. Исто така има и нови фази, значи одлуката беше донесена минатата година, меѓутоа слично минатата недела, меѓутоа слично како со Црна Гора и другите земји, одлуката се носи најпрво, потоа почнуваат преговорите, се одвиваат подготвителни работи пред да почнат преговорите, што не значи дека земјата губи многу време. Скринингот трае обично барем една година, значи ако продолжи, тогаш тоа покажува дека земјата е подготвена. Се разбира, тоа е еден долг и комплексен процес, меѓутоа важно е тој да отпочне. Тоа секогаш беше унгарскиот аргумент дека треба целосно да бидеме свесни дека има проблеми. Меѓутоа сакаме да го започнеме процесот на преговорење и се надеваме дека ќе има доволно време за Македонија и за другите земји кои се во регионот да ги решат проблемите пред да започнат преговорите. Како што спомена амбасадорот, дури во врвот на финансиската криза беше можно да се носат соодветни одлуки од страна на земјите членки. Сакам да завршам само со тоа што ќе посакам среќа на Македонија на овој долг и тежок пат и сигурен сум дека Унгарија ќе продолжи да дава техничка и секаква друга потребна помош во овој однос.